Од студентскиот марш во студиото на Нова гости се Сара Миленковска, студент на политички науки, и Видиков Стефан, студент на филозофскиот факултет при Универзитетот Кирил и Методи. Добро дојдовте, доаѓајте директно од протестите, кои, морам да кажам, она што го следев на социјалните мрежи, барем ја импресионираа целата јавност во Македонија. Како се организиравте денеска? Која е вашата оценка за овој денешен протест? Сара, повели. Пред се сакам да кажам, да изразам благодарност за сите што излегува и не поддржава нашата цел, без разлика дали се студенти или сметаат само дека треба да се здружат граѓаните кога се постои некој одреден проблем. Значи, тргнувајќи од тоа дека кога постои одреден проблем, сите студенти треба да се здружат заедно и мораат да го решаваат тоа, така и токму и започна целата организација околу ова. Сосема рандом, значи, како што рековме низ нашите пароли, наша единствена партиска книшка е само индексот. Мислам, немаме партиска книшка, него наша единствена книшка е само индексот и тоа е, мислам дека постигнавме целта на здружувањето и покажување вистинската моќ на студентите кои што поседуваат и го кажавме нашиот став во однос на екстерното оценување. Очекувавте ли искрено дека ваков одзив, дека толку многу ќе има? Мислам, ние како новинени не го очекувавме ова од вас. До сега имало обиди, вакви и онакви, се било во многу мал број. Она што денеска фасцинираше е бројката. Очекувавте ли е? Воопшто не, дури јас и он бевме во првите редови и кога го водиш маршот не си воопшто свесен колку луѓе се всушност позади тебе и на половина марш свативме дека сме блокирале веќе цела улица со студенти заедно сите. Стефане, кои се барањата? Баравте министерот да излезе за да му ги доставите барањата, не успеавте да сапите во контакт со министерот, колку што видов, нове примија да однесте писмо во министерството. Кои беа барањата кои ги доставите? Значи, пред се како студентски пленум ние работивме на овие правни аргументи, имено имаме правна работна група која што ги изготвуваше аргументите, ги бараше проблематичните точки кои што се во законот и кај што овој најавен закон се крши или со уставот на Македонија. И при тоа во барањето беа имплементирани овие правни аргументи за да ги со неколку дополнувања каде што му предложивме на министерот да води дебата, односно тој нели постојано повикува на водење на дебата за форма, модел како би се подобрил, како една дебата и се организираше. Да. Значи како би се водела сета разговорот за овој закон, но ние му предложивме пред се да си го прецизира своето барање, односно да го локализира точно кој е проблемот кој се појавува во високото образование, заради тоа што тој воопшто тоа овде водејќи се од изјавите, тоа го изјавувам, неговите изјави, но тој воопшто не локализира или потенцира конкретен проблем кој што треба да го санкционира ваквиот закон. Оваквиот закон според нас е неправеден и ги крши нашите права, па заради тоа тие аргументи што ги наведивме во да го резимираш она писмо кое успеавте значи, да го несете. Таму имаме углавном три аргументи и еден предлог кон министерот. Првиот аргумент е дека нас студентите со овој најавен закон ни се ускратува правото на образование. Тоа ни е гарантирано во член 44 од Уставот на Македонија, каде што се гарантира правото на образование на секој граѓанин. Значи овој закон предвидува, како што е најавен, предвидува екстерно тестирање на втора и четврта година од студиите на секој студент и доколку не положи студентот, тој значи нема право да го продолжи своето образование. Ова според нас е во директна спротивност за гарантираното право и тоа го потенцираме како прв аргумент. Втор аргумент е упаѓањето во автономијата на факултетот, која што исто така е загарантирана со Уставот во член 44, каде што се гарантира имено секој факултет е способен, тоест има обврска самиот да си ја гради наставната програма, самиот да го оценува знаењето на студентот, додека секое екстерно упаѓање во факултетот, во работата на факултетот представува директно кршење на автономијата, а понатаму и деградирање на самите професори, именно кој е таа инстанца која што би креирала тие програми врз кои што би се проверувало нашето знаење. Именно тоа е знаењето, од универзитетот потекнува знаењето. Како трет аргумент што го имаме, значи и нашите наставни програми се водат според според Болоња. Значи во Болоња е наведено дека знаењето на студентот се проверува низ повеќе стапки. Тоа е еден комплексен систем. Именно имаме испити, имаме активност, имаме семинарски, есеи и така натаму редовност и врз основа на тие повеќе стапки се креира нашата оценка за нашето знаење, а додека овој тип на екстерно тестирање предвидува само еден модел
кои што се директно се противи со тоа. И сега наша сугестија кон министерот беше да го отфрли предлог законот, именно заради тоа што се коси со претходните аргументи, и да се насочи кон доследно спроведување на досега предвидените методи на екстерна евалуација на работата на факултетите, кои што и претходно се кои што веќе функционира и се отражува. Дали е тоа одговорот на оние аргументи кои се за екстерното, кои велат треба да се стави крај на корупцијата, непотизмот, подмитувањето, давањето на оценки, минувањето низ факултетот, претрчување буквално без да се добие диплома без знаење. Како одговарате вие на тоа? Која е гаранцијата дека дипломата универзитетска навистина е гарант за знаење академско? Значи, од нивна страна тие пред се треба да ги артикулираат во точни и конкретни примери таквите нешто. Не можеме да зборуваме обобштувачки при тоа да немаме точни и конкретни примери. Пред се треба да се лоцира проблемот каде е во високото образование, а потоа да се инсистира да се направи една дебата која што е најдобро да биде во универзитетските рамки, имено да има една комуникација помеѓу студенти, професори и министерството, каде што ќе се изнајде некој модел кој што не на екстерно, туку да се најде, не знам, да се најде нешто што би било прифатливо за сите. Значи вие не бегате од тоа да има некаква проверка, односно гаранција дека универзитетската диплома значи и квалитет во знаењето. Дали дојде до некаква дебата до сега? Сем онаа која беше во јавноста, која се одржа кога министерот ги повика студентите? Пред се имаме некакви дебати веќе помеѓу самите професори и студентите, каде што може да се види конкретно стават дека сите се против самото екстерно и воопшто идејата на која што тие сметаат дека би било правилен начин да се оствари. Значи ние веќе имаме механизми за остварување на таа евалуација, веќе сме ги докажале своите оцени, не сме ние само студенти кои што едноставно се плашат да научат за некој тест, кој што како што функционира во средното. Значи ние објаснивме зашто факултетот е нешто што не сме да се чепка на тој начин на кој што тие сакаат и зашто ние стоиме позади своите оцени, сме се избориле преку активности си и многу милион други работи и точно сметам дека тоа е нешто што не би требало уште да ни го тестираат. И баш преку самата дебата која што веќе се развива помеѓу студентите и професорите, може да се увиди дека, како што рече претходно, значи ние треба да креираме прво да видиме кои се нашите проблеми и потоа да ги решаваме, а не само да се создаваме одредено фиктивно решение кое што мислат дека на тој начин и корупција и непотизмот и не знам сите одредени работи кои што се проблем во високото образование ќе се решат. Прво лоцирајте ги проблемите, потоа ќе ги решаваме. Дали се овој денешен обид и барање јавно и гласно да се видите со министерот имале повеќе, бидејќи вие одржавте повеќе тие студентски пленуми, дали од нив се обративте, не знам, писмено, формално, било како со барање до владата, министерот, советниците, не знам. Само за тие пленуми беа направени пред се за да видиме кој е вистинскиот став на студентите и да се организираме понатака за да можеме веќе и формално да бараме било што друго. Така да, тоа е. Пленумите се една платформа на комуникација помеѓу студенти, тоа е нивната изворна идеја. Тие имаат за цел да го развијат критичкиот дух и студентите. Пред се во овој период ние имаме проблем. Значи сите студенти се нападнати со уривање на нивните права и затоа тие беа посветени конкретно на екстерното тестирање. Инаку пленумот е една платформа на која што студентот може јавно да се координира со мислењето на неговиот колега и така натаму. И кој што се надеваме ќе прераснат во една култура на интеракција помеѓу студентите. Да, воглавном бевте од Универзитетот Кирил и Методи денеска. Дали или Не, има, мислам, скоро од сите факултети имаме представници, имаме координатори од други факултети, така да не сме сконцентрирани само на науки. Што е со парламентот студентски при Универзитетот Кирил и Методи, скратеницата, простете, да, како формално, официјално тело кое би требало да ги застапува интересите на студентите. Дали со нив соработувавте во организацијата на ова, дали имавте комуникација со нив, бидејќи сепак е тоа формалното тело кое има и овластувања за да ги застапува овие интереси за кои загалагате? Затоа што се уште можеби во јавноста не е креиран одреден став, поради тоа што немаме конкретни
предлог закон не е конкретизиран целиот предлог закон, можеби тие се уште сметаат дека не е вистинско време да излезат со став, меѓутоа студентите го искажаа своето мислење, студентите бараат луѓето кои што нив ги презентираат пред деканатот и пред сите останати професори, дека веќе би требало тие да ги застапуваат самите интереси. Така да мислам дека денеска им спративме добра порака. За тоа дека ако веќе сте луѓе кои што ги репрезентираат студентите, ова е тоа што ние сметаме дека вие треба да се борите за истото. Имавте ли контакти со некои што ви беше речено? Некои од нашите членови, немаме членство, но некои од нашите представници пробуваа да сакажат состанок со нив, тие беа одбивани или воопшто не се одржаа состаноците. Објаснување? Немам дека имаат неодложни обврски, тоа е објаснувањето, но поважно е дека да се потенцира тоа дека Спукам немаат нелегитимитет на постоење. Тие се избрани на 10.10.2012 година, нивниот мандат трае 2 години и веќе му помнат мандатот. Тие не распишуваат избори. Значи пред се и изборите кои што беа спроведени во 2012 беа самите проблематични по себе. Имаше многу нерегуларности. Значи тие се избрани од помалку од 9% од студентите на целиот тук. Значи тие како прво и немаат не представуваат некој репрезентативно представничко тело, но сепак пак се обидовме да воспоставиме со нив контакт заради функциите кои што ги имаат. Значи тие имаат многу полесна комуникација во релација на влада, ректорат. Значи тие се веќе флуктуирани во тие структури, би ни помогнале многу, но немаме никаква реакција, па ние бевме принудени да се само организираме во форма на студентски пленум, кој што не представува пандан на студентскиот парламент, туку представува да може да се каже негов и антипод. Значи ние функционираме по сосема различна структура. А добро, дали студентскиот пленум ќе се обиде да го пополни тој вакуум кој е создаден од ова, како што велиш, Стефане, нелегитимно раководство, бидејќи студентите сепак треба да имаат и формално раководство? Да. Значи студентскиот пленум е таква структура која што се појавува баш во тој вакуум простор, кој што се појавува каде што изостанува репрезентативноста на Спукам. Сега ние се обидуваме на овие се неформални начини на барање на правото, заради тоа што оние кои што формално треба да не представуваат не го прават тоа, па студентски пленум секако дека ќе се обиде да ги представи барем доследно ставовите на студентите. Сара, како почна целава работа? Колку пленуми, 5 пленума, мислам, или 4 пленума одржавте? На почетокот имаше дилеми, тоа беше доста, ако да не и дискретно малку се плашевти од медиумите. Почна доста уплашено, ако ми дозволите мој впечаток како наблюдувач. На самиот пленум можеше кој сака да го каже својот став и на тој начин мислам дека дури можевме да видиме каде ни фалат одредени работи, каде можеме да бидеме нападнати, каде можеме да бидеме злоупотребени, што треба да подобриме, позади кои ставови треба да ги оформиме целосно. Например, правиме и одредени истражувања со цел само за да, значи, тотално спонтано, тотално буквално вистинската суштина на тоа што студентите го мислат да биде искажано. Само те прекинам. Пленумот започна се формираше како реакција на законот за екстерно или имаше друг повод? Кој е бекграундот на формирањето на студентскиот пленум? Значи, студентскиот пленум го формиравме така неколку загрижени студенти, имено бевме предизвикани од самиот закон, значи ние сметавме дека мораме што побрзо да тоа му е даде енергија. Да, значи што побрзо да реагираме и да го дочекаме спремни кога тој ќе биде во негова финална форма. И затоа направивме прв обид на со пленумот кој што е тој критичен пленум. Именно таму не бевме исплашени, него можеби направивме грешка во изборот на локацијата каде се одржи. Немавме меѓусебна консултација. Првиот пленум беше целта на првиот пленум беше баш тоа да ја создадеме нашиот заеднички став, да се работи на анализа какви се студентски, кој е студентскиот став во однос на екстерното и така натаму. Медиумите тогаш дојдоа многу, имајќи претходно најави во други некои медиуми дека е тоа протест, а тоа не беше никаков протест, него тоа беше една комуникација помеѓу студентите на нашиот слободен простор кој што го можеме да го користиме на платото на УКИМ тоа беше. И понатаму пленумот почна да се развива со создавање на работни групи со кои што се свикуваа проблемски, например, да го анализира законот. Да, имаме правна група, имаме економска група, имаме креативна група за изработка на плакати, флаери, значи имаме група за сега ја создаваме за комуникација со медиуми и значи тие се проблемски интервентни групи, а додека имаме и координативни тела. Именно пред два пленуми оформивме координативно тело на секој факултет, да се има секој факултет свој интерен пленум кој што ќе
функционира врз основа на делегатство, именно не е представништво, парламентарно представништво на главниот пленум на координативниот состанок со, не знам, со имунитет на делегатот, туку имаме функционални делегати, додека тие вршат својата работа, тие ги представуваат и интересите, значи, на студентите и во главном така функционира пленумот. Ние иначе тоа е доста важно да се потенцира, дека имаме хоризонтална структура. Немаме хиерархија во пленумот. Нема лидер па Не, така, баш и против таквиот концепт се бориме, заради тоа што една од основните цели на покрај нели протестувањето на овој закон, една од основните цели на студентскиот пленум е да го развие критичкиот и индивидуалниот дух на секој студент, именно секој студент да ги поседува аргументите, арсеналот со кој што може да се спротивства на секој обесправување, а хоризонталната структура тоа би ни го овозможило многу, заради тоа што би му дало подем на секој еден кој што сака да се вклучи, без при тоа да следа некој, не знам, водач кој што, не знам, само пасивно би го седел, Не е исклучено да има реакции дека сте партиски, политички, кој е вашиот одговор доколку има таков напад? Наша единствена книжка е индексот. Ние сме тука ги застапуваме правата на студентите, затоа што нема кој да ги застапува. И денеска очигледно добивте легитимитет. Да, не, дури и порадикално. Мислам, ние не сме баш да ги застапуваме правата на студентите, него ние повеќе сме како структура да ги предизвикаме самите студенти да застанат во одбора на своите права. Именно секој студент да се дојде до таа самосвест за кои му се неговите права и што значи тие да бидат прекршени. Пленумот повеќе работи на тоа да го мобилизира секој студент да се охрабри во одбрана на своите права. Самите студенти да се изборат за своите права, не само некој друг да ги мотивира. Тоа сметам дека прилично го постигнуваме со Имаше ли обиди од било која политичка структура да се инволвира во овој процес цел на организирање на оваа ситуација? Не забележавме примери, такви примери. Не забележавме, освен некои изјави во медиуми кои што нели беа не тагираа некако. Кои би можеле да ве компрометираат политички. Веднаш уште во самиот старт се оградуваме од било какви поврзаности. Сара Стефан, што понатаму сега? Понатаму денеска направивте што направивте. Ја импресиониравте јавноста поширока во Македонија, што понатаму? Уште не сме виделе точно што сме направиле се, бидејќи не стигнавме да ги видиме целосните слики од тоа што денеска предизвикавме. Рековте ова е почеток, тоа беше еден од најчесто извикуваните пароли. Ова е почеток е идејата дека се надам дека со тоа денеска што го постигнавме е дека бар вливме надеж во самите студенти дека можат да направат одредена работа и дека поседуваат моќ која што ги менува работите. Ако сакаат одредена промена, секогаш треба да се борат самите за истата. Стефан, ќе има ли нов протест доколку нема никаква реакција од власта, од Министерот за образование, од Министерството за образование, ако останат сепак на своето? За дали ќе има нов таков притисок, како што е протест, тоа ќе се одлучи на интерните пленуми и на главните пленуми, но едно е јасно дека ние сигурно ќе продолжиме со борбата, именно ќе ги искористиме сите институционални методи кои што ни се дадени, именно ќе бараме средби со сите представници кои што го креираат овој закон, ќе бараме да се спроведуваат дебати такви како што наведовме на почетокот, именно дебата која што ќе има за цел да ги лоцира точно проблемите и потоа да се разговара за како би можело да се подобри образованието, но при тоа исклучувајќи го екстерното како модел, заради тоа што тоа е неправеден модел. Ќе пробаме со сите, мислам, со сите расположливи и нели формални средства се разбира да си го бараме нашето право, заради тоа што тоа не е само тоа е обврска, значи студентот не е тоа само негово право, значи тој мора да застане во одбрана на своите права, поинаку ќе биде, нели. Така. Сара Стефан, ви благодарам што сте гости во студиото. Благодариме и вас за шансата.